Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. 60 стопанственици од Кочани имаа работна средба со директорите на Агенцијата за вработување и на Фондот за иновации, при што стана збор за можностите за обезбедување стручни кадри преку нивна преквалификација и доквалификација. Организатор на средбата беше локалната самоуправа на Кочани, од каде најавија дека ваквата практика ќе продолжи и во наредниот период. Можностите за усогласување на потребите за преквалификација и доквалификација на активните баратели на работа со стопанството беа тема на средбата што кочанските стопанственици ја одржаа со директорите на Агенцијата за вработување и на Фондот за иновации и технолошки развој. Директорката на агенцијата Билјана Јовановска рече дека минатата година околу 900.000 евра биле распределени преку Центарот за вработување во Кочани за реализација на активни мерки, политики и услуги на пазарот на трудот. Овие пари ги искористиле 130 приватни компании. Заедно со работодавачите преку активните мерки и политики ја намалуваме невработеноста, ја зголемуваме вработливоста и изнаоѓаме решение за нивниот проблем кој што е обезбедување квалификувана работна сила. Токму и оваа година со рекорден буџет од 1,4 милиарди денари во оперативниот план се предвидени финансиски средства како поддршка за обуки, преквалификации и доквалификации за невработените лица, со што би ја намалиле невработеноста, ја зголемуваме вработливоста на тие лица и на приватниот сектор му обезбедуваме потребна квалификувана работна сила. Обуките ќе бидат на работно место за познат работодавач, ќе бидат обуки за побарувани занимања на пазарот на труд кои што ќе ги прават верификувани провајдери. Исто така ќе имаме напредни IT вештини кои што се многу барани и атрактивни кај младите лица. Директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски посочи дека е важно да се види како програмите што се креираат преку фондот реално функционираат во практика. Од првите истражувања кои што веќе ги направивме и анализи за ефектите од вложувањето на фондот покажува дека компаниите кои што реализираат инвестициски проекти во иновации и технолошки развој растат во просек со 50% во делот на приходите и со 60% во делот на добивката. Тоа само значи дека сето она што го правиме до сега треба да продолжиме го правиме понатаму. Тоа е мотив, меѓутоа и притисок плюс врз владата и врз фондот и понатаму да ги продолжи овие програми да ги зголемува средствата за финансирање. Тоа денеска прочем и произлезе од дебатата и разговорите што ги имавме со деловната седница. На средбата со стопанствениците присуствуваше и Фатмир Бетики, советник по економски прашања на премиерот, кој нагласи дека е важно политиките што се креираат да бидат во соработка со стопанствениците, но дека не треба да се заборава и на човечкиот капитал. Во таа насока, во следниот период, тој нагласи дека ќе биде ставен акцент на дигиталната економија и на зголемувањето на конкурентноста. Домаќин и организатор на средбата со стопанствениците беше општина Кочани. Локалната самоуправа размислуваше како да помогне на бизнис секторот, а секако и на лицата кои се во евиденцијата во Агенцијата за невработени лица и дојдовме до идеја да направиме еден контакт каде што покрај нашиот апел за појавување на потребите од страна на бизнис секторот за кадри какви им се потребни за да функционират и направивме спој со Агенцијата за вработување каде што ги кажа мерките со кои што можат да помогнат во преквалификацијата, доквалификацијата, се со цел бизнис секторот да добие квалитетна работна сила, а лицата евидентирани во Агенцијата за невработени лица да добијат своји работни места. Представниците на бизнис секторот од Кочанскиот регион ја истакнаа недоволната информираност за начинот на користење на средствата од Фондот за иновации, но и за потребите од мерки за поттикнување на искористувањето на природните ресурси што ги поседуваат општините во регионот. Околу 1,5 милион евра добиле 7 компании од Кочани како поддршка за проекти преку Фондот за иновации, истакна неговиот директор Деспотовски при престојот во Кочани. При тоа, како позитивен пример, беше представена компанијата Атом Сантех, која веќе добила финансиска поддршка од Фондот за набавка на нова технологија и опрема. Фондот за иновации и технолошки развој досега дал поддршка на проекти од 7 компании во Кочани, кои аплицирале за средства и добиле околу 1,5 милион евра. Дополнително и самите ќе имаат своје финансиско учество, истакна директорот на фондот Јован Деспотовски при посетата на Кочани. При тоа како успешен беше потенциран примерот со компанијата Атом Сантех, која е од областа на металската индустрија
и добила средства од фондот за набавка на опрема и современа технологија. Во рамки на посетата на компанијата беа представени досегашните вложувања и плановите за натамошно инвестирање. При тоа беше упатена голема благодарност до Фондот за иновации, од каде била прифатена апликацијата за поддршка на проектот. Со тоа е овозможено компанијата Атом Сантех да направи нов исчекор во развојот и да излезе со своја понуда на меѓународниот пазар. Имавме можност пред оваа средба да направиме посета на една од компаниите кои што веќе користи средства од Фондот за иновации и технолошки развој, компанијата Атом Санекс, која што можевме на дело да видиме како средства да се вложени во набавка на нова технологија и како таа технологија веќе почнува да функционира и да носи свој резултати. Ме радува фактот дека во Кочани, например, веќе имаме 7 компании кои што успешно го поминале процесот, аплицирале, добиле одобрување, веќе користат средства, инвестициите се во тек, станува збор за некаде околу 1,5 милион евра кои што фондот ги обезбедува, дополнително компаниите вложуваат своји средства, далеку од тоа дека е доволно, меѓутоа сепак е значајно. И сакам би го искористил, тој пример го кажав и денеска пред останатите, ги охрабрува, особено локалните стопанственици, да ги погледнат можностите, да поставуваат прашања, да критикуваат, затоа што на тој начин ние ќе станеме подобри и ќе му возможиме полесно стигнат до средства. Според директорот Деспотовски, заклучено со последниот јавен повик, досега Фондот за иновации поддржал вкупно 350 компании во државата, кои добиле средства од околу 65 милиони евра. Сепак, тој истакна дека неповолно е што доминираат компании чие седиште е во Скопје. Затоа заложбите на Фондот за иновации е што повеќе компании од другите општини, особено руралните, да имаат пристап до средствата за поддршка. Со германска донација до современа куинска опрема во градинката Гоце Делчев во Виница. Заменик амбасадорот на германската амбасада во Македонија Ото Граф во посета на општината и примопредавање на донираниот инвентар. Со донација од 303.000 денари од Фондот за мали грантови на германската амбасада во Македонија, детската градинка Гоце Делчев во Виница ја комплетираше куинската опрема со 2 големи фрижидери, ладилници за млечна храна, современа машина за садови и количка за транспорт на храна. Увид и примопредавање на овој инвентар изврши заменик амбасадорот на германската амбасада во Македонија Ото Граф. Со директорката Наташа Накиева разговараа околу користењето на донацијата, како и актуелната состојба со градинката и објектите во Виница. Денеска сме во посета на Виница во примопредавање на малиот проект од Фондот за мали проекти на германската амбасада, во примопредавање на проектот кој што се состоеше од набавка на куински апарати за детската градинка во Виница. Денеска исто така се уверив дека нашата донација е во вистински раце, дека оваа градинка врши една многу добра работа и исто така дознав дека станува збор за 400 дечиња кои што ја посетуваат и од тој аспект сум многу задоволен со нашиот проект. Нашата програма е отворена, иако е фондот мал, и исто така би се радувал да имаме уште некој проект во некоја друга област во Виница, но морам да нагласам дека се трудиме да бидеме застапени во сите региони од Северна Македонија, на северот, на југот, на истокот, на западот, така што секогаш гледаме да бидеме рамномерно застапени. Во центарот на нашето внимание е детето и ние сме пред се тука за воспитно-образовна работа со децата и подобрување на условите на децата, така да не да ни добродојдена оваа донација, сме благодарни од цела срце и душа, како да кажеме. Значи, се е за подобри услови и подобро згрижување на децата. Значи, комплетирана е комплетно куинската опрема. Се надеваме дека и во иднина ќе имаме соработка, ќе продолжи соработката, све што треба, ќе имаме пружена рака од германска амбасада и од други амбасади, доколку се заинтересирани да ни помогнат на нас и на нашите најмили, на нашата најрана возраст. Првата официјална посета на Виница беше искористена и за работна средба во кабинетот на градоначалникот Ивица Димитров, на која средба се начнаа повеќе актуелни прашања околу соработката помеѓу Македонија и Германија, а амбасадорот Граф се интересираше и за потенцијалите на Виница, стопанските капацитети, земјоделските дејности, како и расположливите човечки ресурси во општината. Денес во посета на нашата општина беше заменик амбасадорот на германската
амбасада. Значи разговаравме за проектот кој што го добивме ние како општина, поточно детската градинка Гоце Делчев, а тоа се средства во делот на Кунскиот прибор. Задоволни сме со оваа донација, меѓутоа разговаравме и на повеќе различни теми. Ја представивме нашата општина, разговаравме за нашата историја во Виница, меѓутоа разговаравме и за други активности кои што ги планираме и кои што ги имаме реализирано во нашата општина. Се надевам дека соработката со германската амбасада ќе продолжи понатаму и дека ќе добиваме од нашата општина ќе добива и други средства, не само од оваа амбасада, туку и од останатите амбасади кои што се застапени во нашата држава. Посетата на заменик амбасадорот беше заокружена со посета на музеот Теракота. Митрополитот Брегалнички Иларион и свештеници од Кочанското архиерејско наместништво во присуство на верници од Кочани го извршија чинот на осветување и поставување на честниот крст на куполата на храмот, што е во изградба, а е посветен на Свето Преображение. Верниците од овој дел од градот ќе добијат храм во кој ќе можат да ги извршуваат верските обреди и да упатуваат молитви кон Бога. Во присуство на голем број верници на денот кога се чествува споменот на светите три светители на храмот кој е во изградба, а е посветен на Светото Преображение кој се наоѓа во местото викано Стопански двор наспроти фабриката Руен, беше извршен чин на осветување и поставување на честниот крст на куполата на храмот. Чинот го изврши митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на свештеници од Брегалничката епархија од Кочанското архиерејско наместништво. Ова е убав чин на градење нови цркви кога верниците и во овој дел од градот ќе добијат храм во своја близина за извршување на верски обреди и упатување молитви кон Бога. Истакна владиката Иларион, апелирајќи ваквиот пример на изградба на нова црква да го следат и други верници кои имаат можност за такво нешто. Најнапред му благодариме на Господа што еве благоволи на ова место овде во градот Кочани да се продолжи со градбата на црквата и како што гледате и знаете сите, многу брзо се гради овој храм. Благодарение, како што реков во беседата, на едно многу благочестиво и христолюбиво семејство кое што го гради овој храм со многу љубов од душа и од срце. Му го подарува на Господа за здравје и спасение на својот род, но исто така за духовна корист и полза на сите православни христијани кои што живеат во овој град и за сите оние кои што ќе доаѓаат во овој свет храм да го барат Бога и духовно да се нахрануваат и сретнуваат со Господа тука. Инаку овој храм е посветен на Преображението Господово, 19 август се празнува. Овој храм ќе биде духовно место каде што сите луѓе, како што реков, ќе доаѓаат, ќе му се молат на Бога, ќе му благодарат на Бога и ќе просат и ќе молат од Бога се што е потребно за духовно и телесно здравје. Овој храм ќе биде Дом Божи, каде што благодата на Светиот Дух ќе ги стоплува срцата на многумина, многу боготражители ќе се сретнуваат со Господа, многу луѓе ќе се сретнуваат со Господа и ќе се нахрануваат преку Светата Евхаристија, но исто така и во овој храм ќе се извршуваат свети тајни, крштевање, венчавање, каде што овој храм ќе биде еден духовен центар кој што ќе ги прибира луѓето од овој крај на градот кај што се најмногу бројни, бидејќи како што знаеме дека Кочани досега е со еден храм кој што не ги задоволува потребите на верниците, а веќе со изградба и осветување на овој храм. Понатаму до завршување на храмот и во Драчевик, посветен на Светото Благовештение, и тој храм ќе ги прибира од таа страна верниците, така да сметаме дека со овие два нови храма и стариот храм посветен на Свети Ѓорги ќе ги задоволиме духовните потреби на верниците. Им посакувам многу здравје на благочестивите дарители за овој храм, им посакувам мир и благослов на градителите и на сите луѓе кои што живеат од овој храм, и дај Боже, како денеска што се собравме на овој светол празник посветен на светите три ерарси, исто така набрзо да се собереме и за осветувањето, да ја почувствуваме таа духовна радост, бидејќи овој храм е радост на целата Вселенска црква, на нашата света помесна македонска автокефална православна црква Охридска архиепископија,
радост на Брегалничката епархија, но најголема радост на градот Кочани и на верните чеда кои што живеат во него. Нека е честито и благословено и нека е за сите на спасение. На свечениот чин присуствуваше и граначалникот Николчо Илиев и други представници од општината, а покрај осветување на крстот, владиката Иларион го освети и пресече и славскиот колач. Книжевно матине со писателот Трајче Кацаров се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Пред љубителите на убавиот пишан збор беше промовирана неговата книга Приказна за мачорот Ал. Приказна за мачорот Ал, 10-та книга на авторот Трајче Кацаров, беше промовирана во Центарот за култура Бели Мугри. Во јавноста повеќе е присутен како автор за возрастни, но пишувањето за деца не го одминува и го негува веќе 20 години. Пишува претежно книги од родот драма за деца, играни во театри во Македонија, но од друга страна дава предност и на онаа поетска архитектоника која што зборува за многу интересни теми и содржини. Она што е тема на мојата последна книга Приказна за мачорот Ал, може би на некој начин и насловот открива дека станува збор за една приказна, за еден мачор, но поточно што станува, за што станува збор во книгата, кое што преку архитектонската решение, што значи родот на поезијата, доаѓаме до една порака која што зборува дека мрзливоста, алчноста секогаш работи или оди на сметка на оној кој што ги носи со себе тие карактеристики. Поточно речено, во книгата станува збор за еден стар изнемоштен мачор, пред се мрзлив, кој што својата екзистенција ја наоѓа на еден многу чуден начин. Смета дека ако биде крал на било какво кралство, во дадениот случај кралство на 7 канти, празни канти, за кои што тој пак во својата фантазија или во својата имагинација ги гледа како полни, може да екзистира, всушност да ја доживее својата старост на најубав начин. Но како што и секогаш, мрзеливоста, алчноста, желбата за власт работат по, како се вика, на сметка на оној кој што ги носи како карактерни особености. Мачорот завршува на многу смешен начин, всушност со круна од тенџере во кој што како соседката Дара ги храни своите свињи и на престол од стари издупчени канти. Што значи, праќаме порака дека до одреден да екзистенцијата, до она што значи наш успех во животот, не се оди по патот на мрзливоста, алчноста и желбата за власт. Вака прикажаната содржина на приказната ја прави читлива и достапна и за возрастната публика, додава Кацаров. Издавач на книгата е издавачката куќа Просветно дело, а Кацаров истакна дека ќе има и други теми кои што ќе ги преточи во содржина, која сама по себе ќе носи одредена порака. Хуманитарни штандови по повод Денот на влюбените ќе постават младинците од младинската организација Авангарда од Средното општинско училиште Гошовик Антиев, на кои ќе се продаваат интересни предмети, а собраните средства ќе бидат наменети за помош на Славица Димитрова од Кочани. Меѓу другото, во недела исто за Славица се организира хуманитарна забава во кафе Бар Меджик. Два хуманитарни настани ќе бидат организирани во наредните 4 дена за помош на Славица Димитрова од Кочани, која боледува од макуларна дегенерација на очите и на која и се потребни средства за лекување со матични клетки во Русија. Првиот настан е хуманитарни штандови во организација на ученици од Средното училиште Гошовик Ентиев, а вториот забава во организација на кафе Бар Меджик. Ние, младинците од младинската организација Авангарда при Средното општинско училиште Гошовик Ентиев организираме штанд за помош на Славица Димитрова. Штандот ќе биде во четврток и во петок, во четврток ќе биде кај пазарот, а во петок кај Актив. А на штандот ќе имаме реквизити за Денот на влюбените. Секој што сака да покаже својата хуманост, нека дојде и нека донира. Освен на хуманитарните штандови за Денот на влюбените за Славица Димитрова, Кофи Бар Меджик организира и хуманитарен настан за Славица Димитрова, кој ќе се одржи на 16 февруари со почеток од 9 часот. Ќе ве забавуваат DJ Мостери и DJ Богутаски. Картите може да ги купите на нашите штандови и тие ќе изнесуваат 100 дена.
Освен настаните, хуманите граѓани својата хуманост можат да ја покажат и преку донација на телефонските броеви, испишани на екранот, за помош на Славица и незината сестра Радмила, која боледува од истата болест, и на жиросметките во Унибанка. Почитувани, современската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.